Отворено за културата и во ова отворено студио на телевизија Нова. Наша вечерашна тема е заштита и афирмација на македонската музика. Имаме тројца гости во студиото на телевизија Нова. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер за Никола Мицевски, композитор, автор на многу дела и во народната и во забавната македонска музика. Пошто можеби најмногу ве знаат сега во последниот период е Македонско девојче 2. Така станавте многу популарен, така и баран, веројатно. Да. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Благодарам за поканата. Ке имаме 80 на минути време, па верувам дека ќе отвориме многу прашања за и околу оваа тема. Добро вечер и за Александар Ристовски принц, исто така автор, извидувач, продуцент, се заедно, едноставно музичар. Да се шљака нешто. Не знам, не би рекла така, ама вие си знаете добро. Значи, заштита и афирмација на македонска музика, мислам дека е тема која што ја муабетите вака, вие колегите, многу често кога ќе се видите, нели? Да. Ќе имаме време за дебата. Добро вечер и за Бојан Трајковски. Добро вечер. Исто така автор, извидувач, композитор се заедно, да. Музичар, да. Фронтмен на групата IQ. Добре ни дојдовте во телевизија Нова. Добре најдовме. Благодарам за поканата. Да, започнуваме веднаш со всушност темата. Заштита и афирмација на македонска музика. Кој ќе биде првиот кој ќе ни каже до каде сме, на добар ли пат сме или треба нешто да се минува? Никола, принц. Па вака, допред 10 години во законот стоеше за застапеност на македонска музика 10%. Бидејќи беше многу тешко, големи беа проблемите со музиката и околу музиката. И стварно беше многу тешко секогаш да се собираат сите тие музичари, па да се подпишуваат во петиции и така натака. Затоа го основавме Сдруженијето Шпато. Шпато беше здружение кое што нема везе со собирање пари, со такви работи. Значи тоа е само синдикат кое што покушава преку одредени проекти, например како Ризница, до сега извадивме 6-7 цедиња ризници и слични проекти да ги натера да ги поврзе авторите. Значи што повеќе да се мешаат меѓу себе, да дискутираат, бидејќи беа како изолирани еден од друг, секој посебно сам си знаеш како е затворен во студио. И толку. Од кога нели сите со приватни студија и некако во еден меур си свој без некој контакт. И сакавме авторите да се поврзат, повеќе да се мешаат и да има циркулација на информации, на мислење. Кога го сменија и тоа, од кога го кинаа да нема ни 10%, се активиравме тогаш и успеавме да дојде до 30%. Наместо да наидеме на добра реакција, тогаш настана различни дебати новинарски, дека нема доволно музика во Македонија за 30%. Ако знаеме дека само во македонска телевизија има околу 30.000 фонограми кои што стојат таму, што се снимени, што останува за се останато. Значи има, не е дека нема. И следниот чекор беше да идеме понатака, бидејќи 30%, ако ги споредиш со, не знам, хрватските 85, не е исто. Или грчките 93. Да, 93 грчки. Франција се рачуна за една од така слободно умни, нели, кај што има либерални, кај што е 50%. И направивме тогаш пак нов амандман. И ме советува, немој молим те да го ставиш од 30 на 50, стави 40. По 5 секоја година да се зголемува, да се стигне до 50. И го направивме така, 2 години збор не слушнавме, ја викам готово, џабава све беше. Знаеш како, парада некоја се мајтап си играат со нас. Но после 2 години се јавија и тоа помина. Меѓутоа, по 10% на секои 2 години. Тоа е истото, во суштина. Добро. Да се дојде до 50 да или по тоа ќе се зголемува? Да се дојде до 50, да. До 50 и тоа е тоа. Така да, окей, 50, сега тоа е некој минимум лимит, нели, долен лимит, кој што треба да се задоволи. Самиот, понатака, самиот квалитет треба да се избори. Бидејќи кај нас е
Јазичната бариера е таква која што ја нема у суштина на од повеќе страни на Македонија ја нема и е малку подспецифична, каде што многу лесно влегува музиката, па Од страна. не можеш туку така да ограничиш до толку, нели? Да. Тоа е тоа Па за почеток. ќе видиме, да. Ќе видиме за како сега, ќе за тираме. сега. Да. Добро, Бојан, каков е вашиот став? Каде сме, до каде сме со Еве сме заштити до афирмација? 30%. До 30%, добро. Со Со градација надеж растемо. за 50. 30 Да. 30 оваа година. 35 веројатно ако е така. Не знам сега. Ќе би треба ефективно да прашам до кај стигнат Александар беше аплодинг. доста прецизен во исказот со бројките и се надам на гледачите тоа им е јасно во бројки. Меѓутоа интересно е што во реалноста тие бројки не може баш така да се сватат, бидејќи ако некој просечен слушател на било каков медиум, дали е тоа радио или телевизија, прати одреден дел од денот, посветува да се приклучи на некоја радиостаница или телевизија, ќе свати дека не е баш така. Бидејќи се обидуваат медиумите да ги истуркаат тие 30% во некои термини кои не се соодветни за баш за слушање музика. Вие велите порно термини. После 12 часот, тоа се термините за македонска Па музика. само тоа се термините за македонска музика. Од 12 до 5, малку е деградирачки, тоа мислам дека треба да се промени. Да се тргне оној комплекс на помала вредност, дека ако е наша музиката, дека е помалку вредна од другата. Од секоја останата. Да. Никола, тука сме никаде со ставот или? Да, се сложувам со се досега. Иако има исклучоци, нормално не се сите медиуми кои пуштаат од 12 до 5 пополнек музика. Има и медиуми кои пуштаат во Ударни термини? Тоа уште немам видено во ударен термин, ама еве да кажеме утрински Во пристоен емисии тип. во попристоен Аха. од таму 8 часот до кај 11-12 во текот на денот, например, може да се видат. Мислам дека еден друг проблем имаме тука. Што се пушта во тие 30%? Јас гледам на одредени телевизии, национални, значи, тие ги исполнуваат тие 30%. Меѓутоа, од страна на нова продукција многу малку. Може би 5% само се пушта нова продукција, односно нови песни, а 25% се покриени со некои живи изведби, емисии на конкретно зборувам, например, за народната музика. Да, тука сте Знаеш, и можете да зборувате Да, за тоа. има емисии неколку кои во тие емисии се свират стари песни, односно најчесто староградски Изворни, така. извор. Сето тоа во ред, меѓутоа многу малку имаме простор за новите За песни, ново за новата создадената продукција. народна, да. И од тука мислам дека од тука еден е извор на проблем и тоа што прави за вака да не сме во некоја завидна ситуација и токму тој дел. Ако имаме ние во тие 30% што ги пуштат, 20% барем емисии кои каде што ќе можеш да излезиш. Да си Ќе кажеш снимија што нова си песна, направил. па Добро. одат да ја испромовираат или принц или не е битно. Така. Баш. Значи тогаш би било малку поинако. А ако тие покриваат 20-25% со изведба на Јована Јованке и едни те па исти, значи во ред песните се тие, треба да ги негуваме, меѓутоа не можеме ние 25% да покриваме со тоа и тек тук некоја нова песна дали ќе се појави. Да. Освен на, пак ќе речам, на одредени медиуми каде што даваат некои блокови од фестивали кај што можеш да слушнеш нови песни. Да. Или пак тие, дека спомнав фестивалите, освен на можам да кажам, на Македонска радио телевизија која е организатор На некој фестивал. на некои фестивали, на други телевизии не можеш да ги чуеш тие песни и да Да, ги затоа гледаш. што ги нема, таа го има ексклузивното право, така затоа и Не, фестивал. ама добро, не можеш фестивалски, ама песната Така може е, да ја така. пушташ. Ексклузивно право Да. за прва изведба. За За прва прва, изведба. да, иначе Да. песната може да ја пушташ нормално како и. Да. Добро. И добро, можеби ќе дојдеме Да, ќе дојдеме понатаму. и понатаму Да. за медиуми, повторно ќе се Ќе си го вратиме. памтам муавето. Да, но јас сакам затоа што бев и снимав едно интервју со Александар Масевски, кој што ме се извинува затоа што не може во живо овде да дојде во Да. студиото, но ни ги кажа своите ставови. Одиме прво со неговиот прв став да чуваме што тој мисли за и околу заштита и афирмација на македонска музика. Ние се
соочуваме со оваа тема сега многу често доаѓаме во разговори со новинари и со колеги во последната година. Заштита и афирмација на македонската музика. Значи, ние мораме да сватиме дека мора да изградиме став и мора да најдеме механизам како да го заштитиме она што е наше. Едноставно е. Мислам дека и многу дискусија околу таа работа и не треба ни да има. Мене просто и ме чуди како ние цело време дискутираме за таа работа. Значи, ако одиме и ако погледнеме што се случува во околниве земји, околу нас соседите, значи комплетно за сите мисла, не постои момент, еве јас ќе кажам, сум бил да речеме на одмор во Бугарија, сега баш, и то нема шанса, значи на радио, освен некое залутано радио кое што ќе пушта на англиски песни, што јас го поддржувам дека треба да пушта, пошто се работи нели за мејнстрим музика и ние мораме сепак да ги црпиме и да ја црпиме, да ја погледнуваме таа слика каде, во кој правец се движи таа музика. Значи не можеш во Бугарија ништо друго да слушаш освен на бугарски јазик, нешто да се Значи нема шанса тоа, ни српски, ни македонски, ништо, ни албан, ништо не може да слушаш. Мораме ние да научиме некоја лекција, да видиме дека ние сме единствените всушност во регионот кои што упорно се обидуваме со тоа да дозволиме да нашето трпи на рачун на туѓото. Тоа е неприродна состојба. Значи сите гледаат своето да го заштитат и тоа никако да не трпи на рачун на туѓото. И сега ако нема, се извинувам, и сега ако нема друг начин, ако тој начин не е свеста на слушателите, на медиумите, на електронски пишани сите, на композиторите, на сите, тогаш мора да има механизам како тоа да се постави во некаква рамка, за да знаеме кај да се движиме. Затоа што очигледно дека кога ќе пуштиме слободно да се движиме во таа некоја неодредена рамка, често пати излегуваме надвор од рамката. Па еве, како што кажав, во Србија исто. Значи, интересно е следно, мислам, тоа е сега клише, можем да кажем, меѓутоа кога ќе влезеш во Србија, одма знаеш дека си во Србија. Како? Мрдни на радиостаницата, на секој милиметар ако имаш од оние стари радиостаници кај што ќе свртиш, има музика. Таа музика е на српски јазик. И не зборуваме сега за квалитетна музика. И да престанеме више со тоа квалитетно. Значи, не може негде, каде што се подразбира, не знам дали они имаат законски пропишано или не, меѓутоа се подразбира дека е 100% српска музика. И пак ќе речам, ако некоја радиостаница пушта на англиски, чисто ради информација, да видат и они да видат до кај се што се. Значи, не може никој да ме убеди дека во Србија се што се пушта на српски јазик е квалитет. Поентата е во сето тоа што ако ние самите не си го заштитиме она што е наше, никој нема да го заштити. Ако ние самите не го респектираме она што е наше, никој нема да не респектира. Значи прво треба да се научиме да се респектираме себе си и после тоа и другите ќе покажат почит. Неприродна состојба, тој вели, ова што ни се случува сето и како ние тоа, не знам, сигурно имате можност да зборувате со многу, еве, србите ни се најблиску, да речеме, или не знам, бугарите, сите се тука блиску, но хрватите, како тие успеваат или успеале да го заштитат своето, а нам се нешто ни каска и... Видете, ние сме отворен пазар, но сите пазари се затворени за нас. И зошто е тоа така тогаш? Значи, пак ја спомнам јазичната не бариера. Да. Зашто македонската естрада не е загрозена од, например, албанската или грчката естрада? Затоа што не ги разбираме. Ние сме загрозени од српската, босанска, хрватска, па и бугарска естрада. Исто, например, ако погледате во Албанија, Албанија се цареви внатре. Значи, они немаат закана ни од грчка, ни од македонска, ни од српска толку, само црногорска естрада. естрада. Затоа што не ги разбираат. Затоа имате во Албанија 20-тина медиуми каде што вртат 24 часа албанска музика. Нивната естрада е барем 10 пати поголема од македонската естрада. Нивните телевизии не можеме да ги споредуваме со ниједна македонска телевизија, почнувајќи од Клан, Топ Channel и така натака, да не ги споменувам. Значи, тоа влегуваш во телевизијата и
пазиш да не те удрат балерини што трчаат, играорци, музичари, но тоа е Продукција. гледаш дека е една огромна продукција. Се прави ток-шоу емисија и гледаш дека има 300 статисти кои што ги носат со автобуси, све е организирано. Мајстори прават тамо други сценографи, значи они се цареви, бидејќи јазичната бариера ги заштитува на некој начин. Они се повеќе запретени од италијанската, Добро. бидејќи таму Да, имаат никакви разбираат, принципи, да. сите знаат италијански. Италијански емисии и филмови идат без превод. Да. Кај нас е тоа проблемот, што ги разбираме. Како тоа да го надминеме е многу тешко. А они глумат дека не разбираат во Србија. Знаеш, не разумем те. Тука е главниот проблем. Александра Масовски вчера во интервјуто толку многу така си па потоа во овој разговор, потоа вика, ако ништо друго реципроцитет, вика, можеби му е нелогичната, ама не знам. Ете, Ако во Србите, однос на ако ние тоа- Србите толку и Да. тие назад не Толку пуштаат. би не знам кажал колку во однос на тоа тука кај нас. Значи колку се врти македонската музика. Да. Е сега за надворот тоа после би се надоврзал да не Да. мешам сега. Да. Како грците до 93, ние 93 веројатно ќе сонуваме за некој друг живот. Никој не ги разбира. Не, они многу се ценат. Наистина се сакаат. Мислите дека тоа е проблемот во сакањето или Ја не мислам дека сакањето? тоа е коренот. Аха. Да, јас не гледам само доверба нити кај македонските автори, нити кај македонските слушатели. Мислам дека и македонските автори имаат некоја разнишена самодоверба од тоа постојано влијание дека ако е нешто туѓо, мора да е подобро. Да. Мислам дека тоа се влече и останал некој можеби мал комплекс од времето кога јас сум имал 2,5 години кога било СФР и цела продукција била фокусирана Србија, Хрватска и тоа што е добро од овде би требало да оди во Белград и Загреб да снима албуми така да успее на тој начин. И сега ние не може да престанеме да ги разбираме нив, а понови генерации во Србија наистина ништо не разбираат од нас. Као ние со словенци, колку и да е добра песната, не може да се поврзеш со некој дел од текстот, па да се поистоветиш. Меѓутоа, ние можеме да влијаеме. Не може да ги спречиме. Мислите вие како автори или ние како држава? Ние како држава, Да. како некоја целина. Да. Можеме да влијаеме малку повеќе да се стимулира македонска музика и што повеќе да се става на исто рамниште. За свата дека не е некоја голема разлика. Песна Да. е песна, ако е добра, само може да има разлика во Така. квалитет на продукција. Кај што не можеме ние да се споредиме со некоја америчка продукција, ама со оригиналнива и така како се носиме. Така е, да. Добро, ја имаме на линковска врска. Не знам дали не слуша. Андријана Јаневска, дали не слушате? Да. Супер. Добро вечер и за вас. Добре ни дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Заштита и афирмација на македонска музика. Го слушаме вашиот став. Значи, Кате, уште еднаш ти благодарам што ме покани со вас во студиото. Не можев да дојдам заради оправдани причини. Моментално сум на работа во Македонската опера и балет. Поздрав уште еднаш до тебе и до твоите гости. Во врска со темата има многу што да се зборува, меѓутоа, еве накратко можам да кажам, еве примери од соседството. Не мора да одиме подалеку, можеме да земеме пример од Хрватска, каде што мислам дека за да воопшто дојдете до нивниот пазар и да настапувате таму, морате да снимате на пред се на нивниот мајчин јазик, што не е кај нас пример. Кај нас буквално може да дојде кој сака, да презентира што сака и тоа да се пушта во етерот. Ме слушате? Да, себе слушаме. Супер. Да. Значи, мислам дека тоа е под број 1 она што мора да се направи. Медиумите не знам дали се свесни за нивната одговорност која сносат за моменталната ситуација. Едноставно, претходно имаше некои објаснувања дека не сме имале доволно добри композиции, заради тоа и пуштале, значи, песни од нашите соседи, меѓутоа тоа не е така. Свесни сме и сами дека во последно време има навистина квантитет, меѓутоа мора да се сложите дека веројатноста е голема да има и квалитет, затоа што имаме доста добри композитори, пејачи, текстописци и така натаму. Мислам дека можат да се носат рама до рама со светските музичари и дека веќе тоа не е оправдување, дека немаме квалитет. Па можам да кажам дека
дека медиумите всушност се самите одговорни за оваа денешна ситуација. Просто кажано што ќе му се сервира на народот, тоа ќе слуша. Да. Да ве прашам само каков е вашиот став околу субвенции, околу субвенционирање на македонската музика? Видете, значи јас бев инволвирана, да речам, во самиот тој конкурс, како да го наречам, уште од самиот старт, закон, практично, за субвенционирање на македонска музика. И идејата првично беше сосема друга. За жал, со текот на времето сега се покажа дека малку одскокна, да речеме, самата реализација од идејата. Истото ќе го кажам не само за субвенциите, туку и за фестивалските награди. Мислам дека дефинитивно мора да се стави крај на тоа, заради тоа што не ги оправда средствата овој пат целта. Видовме дека огромните парични награди не го донесоа она што го посакувавме. Јас сум прва, која што не настапувам токму од тие причини, заради тоа што мислам дека не можете да се сетите кој е пред 2 години победник на Макфест, а ќе ви текне од 86-та година кој е, например, победник. Токму од тие причини, заради тоа што тогаш навистина се гласало како што треба. Мислам дека една сосема помала парична, пристојна награда би била доволен мотив за... А и не мора ни да има, искрено мене, ако ме прашате. Јас до сега 20 години не сум пеела за ниту една парична награда. Така што тоа сето кој ќе се земе на куп мора да се... Не знам, некако да се подсредат работите. Да. И околу субвенциите, и околу фестивалските награди. Да. И уште да ве прашам, кога концерт, може би како провокација овде за муабетот потоа? Да, значи и во врска со концертите, може би треба да видиме тоа како правно е издржано. Нормално сега јас не знам, само нели нафрлам идеи. Доколку за изведувачите од странство, од соседството, може би бил данокот поголем или нешто така, да се види, значи, таква некоја идеја. Значи, за нашите изведувачи да биде помали да видат давачките, за странските изведувачи да бидат поголеми давачките. Значи, може би доколку се разгледа некоја таква идеја, се е ова еден магичен круг, значи мора да се почне од некаде, меѓутоа сепак ете ние даваме идеи, правниците треба да видат дали тоа е издржано и може да се реализира. Да. Андријана, ви благодарам за некое следно отворено студио повторно на тема музика. Ќе бидете секако дел и од ова отворено студио. Ви благодарам за ова вклучување во живо. Еве, слушнавме некои ставови за прашања за кои што ќе дебатираме и потоа во ова отворено студио на телевизија Нова. Медиумите ги спомена и сега, или концертите, од кај да тргнеме сега? Со концертите или... Јас би спомнал нешто што... Ајде. Секако дека е Андријана управо и Масевски. Меѓутоа, реално, ако ги гледаме медиумите, мислам дека нема многу да видиме српски музики, хрватски, бугарски. Мислам дека не се толку застапени на медиумите колку што луѓето мислат. Главниот проблем е што Ви имате пристап, односно сите веројатно имате пристап во тоа колку, како, што се пушта, така, во кои термини. Па пристап ти е некој извештај од замк, меѓутоа и чисто онака како наблюдувач, нели? Добро. Главниот проблем е што нашите медиуми не се проектираат себе си како медиум кој е интересен да биде гледан надвор од Македонија. Они се преокупирани со дневна политика и ефтини серии и воопшто не се заинтересирани да бидат атрактивни и гледани надвор. Значи, Петар Грашо е звезда, бидејќи ние гледаме атрактивна телевизија која што ја гледаат надвор од Хрватска. Он станува звезда пеејќи си на хрватски на своја телевизија и ние тука го гледаме и станува звезда. Доаѓа само тука да го собере кајмакот. Наместо ние да си пееме на нашите телевизии, на македонски, кои што се атрактивни и ги гледаат во соседството, и ти автоматски стануваш звезда таму, бидејќи телевизијата гледана. Можеш само да идеш и да го собереш кајмакот таму. Наспроти тоа, мораш да снимиш албум на 5 јазика и да идеш да настапиш у емисија у Белград, па да идеш во Зеница на, не знам, да извлечеш награди, па во Загреб на некое шоу и те ставаат во еден бубањ, постојано на патишта, те растргнуваат и работа, не дај Боже да ти успее нешто, бидејќи малце треба за
нели, да се деси нешто лошо. 3 пати ќе отидеш на пат, 3 дена поред, па ќе заспиеш на волан. И мислам дека главната на душа го носат нашата најголема звезда, нашите медиуми го носат на душа, бидејќи он мораше да влезе во бубањ и да биде секаде, во секое време, за да може да ја тера кариерата. Наместо да си биде само на наши медиуми и да го гледаат и да му ги сакаат песните на македонски јазик. И кога дебатираме со медиумите во Македонија, ја им кажувам, мора да сватите дека сте вие медиуми кои што сте неспособни да направите звезда. Зборуваме за авторски право, зборуваме за музика, за естрада, меѓутоа зборуваме зборува автор, уметник и зборува медиум кој што е неспособен да го направи тој производ, да го направи звезда. Мора да бидеме свесни. До што е? Ајде, ако сме отворени, до што е тогаш? Прво е до интерес и идеја. Интерес. Значи мораш да имаш визија. Добро. Не можеш да гледаш само до предносот и тоа што у моментот ти се исплаќа и од каде ти се приходите. Треба, значи, треба да видиме во Србија и не знам каде дека и тамо шоу со музика станува профитабилна работа. Сигурно, и дека цел регион ќе го гледа, па ние после да почнеме да размишляме, чекај, и ние нешто да направиме, ама ако може од 1 до 10, кај 1 тука, и ако може денар да не дадеме. Затоа што чекаме одма да се врати нешто. Значи, главниот проблем, мислам што апсолутно ние немаме порта вон границите на Македонија, бидејќи се случува тука. А самите медиуми се тотално незаинтересирани за музика. Значи, идеш со спот во телевизија, нема на кого да го дадеш спотот. Нема музичка редакција, нема музички уредник. Музичка емисија. Те гледат дечкото греота на миксер, остави го тука, ти вика. Ќе видиме што со него. За секој случај, да. Бојан, не е смешно, ама нели таа е големата одговорност. Андријана кажа за одговорноста на медиумите. Ова е, мислам, уште поголема одговорност. Но добро, ева сега, отворено во отвореното студио, како да се договориме или кој треба да биде оној кој што ќе ги реши работите? Ете, вие со медиумите или вие како автори, изведувачи и не знам дали воопшто можеме да се договориме. Јас сум разговарал со луѓе кои се од медиумите, ете, баш да должи некои уредници така. Тие стално се правдаат со тие параметри на гледаност на сите тие. И вика, тука завршува приказката. Нашето не е гледано, нашата музика не е популарна. Ама кој наше, викаме? Сте направиле своја емисија, своја продукција. Значи, ние немаме своји продукции, а од друга страна, секој ден има Пинк звезди, Гранд звезди, Никад ние касно, звездички. Секој ден има по 1 до 2 емисии, обавезно шоуа кои се одлично направени. Ние не можеме да забраниме да се гледаат, не да Господ. Него може да искористиме само да учиме од тоа како треба да се направи нешто. Потиркот на тие нешто да направиме. Ама медиумите треба да направат такви емисии. Да. И јас сум сигурен, било која телевизија да се потруди, а може наместо, затоа што и тие шоуа коштаат многу пари. Не мора да ги вложуваат во купување само. Добре. Тоа му е најчисто, да, најлесно е купи емисија, пушти ја, ти се гледа супер. Да. Него треба да бидат малку по-офанзивни и да направат своја емисија и да изрекламираат денес, ако видиме с реклама дека оди на таа и таа телевизија 10 пати, како што гледам за овие другите, сигурен сум дека ќе се заинтересува шоу, дали било каков карактер кој се гледа. Сигурен сум дека се гледа и затоа имаше кјар на некој начин и одеше музиката напред. Не може, значи сосема е погрешна политиката, пристапот би рекол кон тоа и што вика Александар и Андријана, одговорноста мислам дека е најголема на медиумите. Ние можеме да правиме музика по 10 албуми годишно. И шо ако нема кај да се испрезентира, како јас да им наредам, како на медиумите, ако тие сами не направат. Може би треба да има закон кај нас, дека секоја телевизија дека мора да има барем по 2 забавни емисии, по закон, своја продукција. И тоа некаде го убаво го смислиле медиумите, да, заради тоа што сите тие брандови и така натаму.
Да. Како јасен законот или било како. Па има И секогаш него во и ни закон. фали, извини, Да. музичка телевизија. Прво. Значи Да. ние немаме една музичка телевизија која 24 сати ќе имитува македонска музика. Еве нека биде комбинирано, нека има блок од народна, нека има блок од забавна, нека има блок. Значи имаме ние многу различни стилови, така. Нека се направи една комбинација шоуа во таа во рамките телевизија, вакви емисии и за дебата и забавни, значи не треба многу, еве, само да погледнеме околу што се случува. Затоа викам, не да ги забраниме, него да ни бидат пример. Соседите како треба да се работи. Ама ако ние немаме поддршка и самите медиуми не се свесни за таа работа, џабе правиме муавет. Да. Како тоа, ако имаш превод на македонски, тогаш е тоа копродукцијски. Да, во моментов нема никаква продукција. По медиумите ја зборам за националните телевизии, особено за јавниот сервис, што е МРТВ. Мислам дека тука мора да биде многу јасно. Јас нема да зборам само за музика, во целата област на културата, ја не знам некој популарен, не сум видел на телевизија. Освен ако не е тоа во 7:20 са бајле, некој ќе дојде со спот, што го правил кузна колку време и кузна колку коштало, не го пуштаат спотот, него ќе дадат 10 секунди од спотот, пејачот, пејачката, бендот ќе застане покрај кујната додека се меша манџа во позадина и ќе има 2 минути да се радува. Во 8:20 са бајле, 7:50, нешто така. Со 4 кафиња. Оној ударниот термин, prime time, меѓу 6 и 9, попладне 6 и 10, да речеме, кога сите се дома и гледаат телевизија, освен што сите трујат со вести, кај што нема ништо ново, мора да се помириме дека џабе гледаат вести, нема ништо ново. Ајде и сериите, слободно, нека ги има. Има телевизиски музички шоуа, што се увозни, и тоа се шоу, премногу внимание се дава на аматери, што се уште ништо не направиле. Наспроти тоа, има некои легенди што се немаат појавено воопшто на телевизија. Јас се кладам дека оваа емисија, не знам, 70% нема воопшто нас да не препознаат. Не го виделе последен пат Александар Ристовски принц. Не ги виделе неговите спотови, не знаат дека колегите тука се уште твори, се уште создава, затоа што не немаат кај. Нонстоп ме прашуваат тоа, нели пред 5 месеци албум извадивме, ама што да кажеш? Ама што? Тоа е тоа што да кажеш, во 7:20 треба да се промовира тој албум. Са бајле. Додека се прави доручек во позадина. Ако се представи тоа на поинакво ниво, со поинаква позадина, во оној ударен термин и луѓето поинаку ќе го доживеат тоа. И веќе ќе престане тој муабет дека наша е песнава. Ем наша, ем светско, како беше светско, а наша. Што има тоа да го збориме? И ние сме дел од светот. Светот не е на некоја друга планета, не се случува во друго време. Ние сме дел од светот. Во разговор пред овој били тако убаво ја пуштаат во едно така неколку пати на ден. Сигурно дека ќе нема да се слуша една тајна да ви откријам. Ајде. Значи мој многу добар другар, од детството најдобар другар, значи што знаеш како викаат гасигаки, работеше во МГС во телевизија. Додека јас бев во војска, бидејќи го снимив Фројде жив дента пред да идам во војска, и ја уствари поима немав колку е популарна песната, пошто бев во војска. Онде имаше ставено песната на лента, која што е секојаш кој ќе кажат од режија пушти спот, треба нешто. Секојаш да е наместена. И за онакви ударни термини тогаш имаше, не знам, Чикаго Пулс, такви некои утакмици важни. И увек на тие четвртини и паузи пуштај спот, бап, Фројде жив. Пушти спот, Фројде жив. И после неколку дена песната секаде се рашири. Значи мора да има некоја иницијална каписла, некој кој што е свесен за нешто што можеби е добро, да покуша да го пласира тоа, нели? Таа песна немаше да биде толку успешна, тој мој другар толку тие неколку дена да не ја форсираше. Уствари и он кога не беше на работа, само ќе ја наместеше да е на место. Се слага, меѓутоа во моментов нема музички редакции воопшто не постојат. И тоа не смее така да се случува, и како што разбрав, може и да не сум разбрал како што треба, веќе се со резерва ќе го кажам ова, дека се вадат на тоа дека македонска продукција, доколку се увезе некое српско, хрватско шоу или било каде од регионов, а само се стави превод. И тоа било македонска копродукција. Не постои продукција во моментов. Јас памтам како дете, не знам кога беше недела, сабота, некој термин беше во 8 сати, имаше топ 10, топ 20, и сите го гледаат, и сите знаат кои се тие 10 песни во моментов. Ние сме музичари
ние не можеме да наброиме 5 песни што се во моментов актуелни. Јас знам 5 познати песни, ама не ми Ајде, текнува кои кажете се. ми кои се. Не може да ми текне кои се сега. Нема никаква систематизација околу тоа. Да. Некој мора да преземе одговорност околу тоа, особено ако сака да биде јавен и национален сервис. Добро, и не само јавниот, и сите веројатно приватни Потоа ќе телевизии. биде многу полесно. Така е, да. Од тука се добро, делегира. да, Ако да. тука се реши проблемот во корен, тие ќе сакаат да превземат. Јас мислам дека македонската телевизија сега јас барем можеби ги фаќам тие делови, ама и пушта македонска музика или јас Ајде, барем само дека- македонска Не, набројте ми ги емисиите. емисија една освен има. стисни плей, така сега. Само да. стисни Да, плей. Да. Толку. Нема за народ. Да, нема за народ. Ама има бар блокови. Блокови, Да, во текот блоковите на денот пуштаат, да, се македонска пушта. музика. Ма друго е По пола тоа. сат. Во однос на перцепцијата, голема е разликата во однос на перцепцијата. Да кажеш Ако- да има- Ако вие да, застанете на такво шоу, Да. за разлика од ние ги гледаме само аматерите на некоја огромна бина. Јас А правите исто тоа мајстори ги кажам, гледаме. Да, дека Во студио формата е за многу надвор. важна всушност. Ако имаш публика, ако имаш стејдж со светла, значи јас ти гарантирам дека кој ќе ги ставиш на таа сцена, не знам, новиот почеток или било кој, ќе ги значи луѓето бидат ќе ги Arctic Monkeys. перцепираат, да, Поинаку. тотално исто како Arctic Monkeys или кој сакаш Green Day, на исто ниво. Значи ќе ги сакаат луѓето. Ако тоа им го овозможиш. Да. Добро, ајде сега само ја замолам режијата наместо вториот, третиот дел од Александар Масевски кога зборува за медиумите, да го слушаме неговиот став, па повторно одиме со другите делови од муабетот или концерти споменавме, па не ги измуабетивме. Не е тоа вина. Сега, значи, видикате, ние правиме музика. Јас правам, компонирам, пишувам текстови, аранжирам, продуцирам, снимам и така. Значи, презафатен сум со она што го работам. И треба тука треба да бидам јас фокусиран. Јас сум композитор, не сум ни менаџер, нити сакам да менаџирам, нити па ме интересира да влегувам во политички работи или во работи кои што се поврзани со законски прописи, уставни, што е сега тоа во зам, како треба да биде. Не ме интересира тоа. Мене ме интересира да бидам фокусиран на тоа што го правам. Нас, авторите, всушност, тоа треба и најмногу да не интересира. Како ние да работиме и да го унапредуваме нивото на она што сме го, значи, веќе постигнатото ниво, секогаш да го напредуваме. Нели секогаш има простор за малку подобрување на еден друг левел, па дали тоа ќе биде саундот, дали начинот на кој што ние тоа го пакуваме и така натаму. Значи, од таа гледна точка, јас сметам дека медиумите се оние кои што ја имаат моќта. Значи, не дали се виновни или не се, не бараме тука вина сега. Гледаме, сакам да не бидам погрешно сватен во смисол на тоа дека сметам дека сепак е најприродно да ние си слушаме македонска музика, без разлика какво е нашето мнение за таа музика, и ако подобро слушнеме, можеби ќе најдеме дека е и многу добра. Во одредени случаи не можеме ние да очекуваме се што се прави на македонски да биде топ. Значи, тогаш имаме преголеми очекувања од самите себе, зашто ни во Америка тоа така не е. Се што се прави да е топ. Значи, зборувам, а зашто ја земам Америка? Зашто таа се знае. Број 1 на светов е. Таа е најголем извозник, иначе, by the way, на музика во светот, а ги заштитува правата на своите композитори и продуценти и не може секој туку така да влезе и да земе од парчето. Јас лично немам, никогаш не сум имал проблем, нити никаква, било каква закачка со некој од луѓето од радиостаниците, со никого. Значи, апсолутно. Најкултурно, најуредно, најдоследно, секоја моја песна е во еден мејл, пуштена во исто време на сите радиостаници. Значи, не правам поделба никаква. Нити давам на некого специјално ексклузивитет, затоа што тоа може токму така да остави горок вкус во устата на кај тимовите на други некои радиостаници. Значи, се обидувам да тоа го правам на најфер начин. Зошто тоа некој не го пушта, освен одстапницата, која што најчесто се користи, не ми се свиѓа, друго ништо не може да кажам. А во тој дел, можам да кажам дека радиостаниците, телевизиите, тие се приватни медиуми, секако. Меѓутоа, тоа не значи дека ти треба да ја заборавиш општественичката улога што тие ја прават. Значи, тоа тебе што ти се допаѓа и што ти сакаш да слушаш, тоа ќе си го правиш дома. И тука никој не може да ти пречи. Така, ќе се скачиш на YouTube, ќе слушаш што сакаш. Од најдобра до најлоша музика, твое си е тоа. И ќе пушташ и, меѓутоа, ти не можеш тоа
да го пушташ официјално, да слушаат слушатели, зашто ти после тоа ги навикнуваш слушателите на нештото. Сега ти, кој тоа вели, дека тој некој што одбрал да не ја пушта таа песна, има критериум да каже точно дали оваа песна добра или не. Па тоа е многу малце луѓе во земјава го имаат тој критериум, реално. Значи, тој вели медиуми, радиостаници се оние кои што ги споменува најмногу и вели дека не треба да ни се слушува таму, да дојдеме и да, нели, некој таму и да каже, ова не ми се допаѓа, па затоа не го пуштам, или како вели тој, ако пуштиш балада, е многу бавна песната, па затоа ја нема на радиостаниците. Ако пуштиш брза песна, тогаш е премногу брза, па и таа не му се допаѓа. Кој треба да биде оној кој што ќе каже дали е нешто добро и дали треба само квалитетното или најквалитетното или не знам, ултраквалитетното од македонска музика? Имаме ли толку многу продукција за тоа да го правиме? Ние како медиуми. Имаме, апсолутно. Не, во секој случај мора да има стручни луѓе, односно луѓе кои се музичари, кои познаваат Тоа ќе биде диџејот музиколози, дали од популарна музика, радиостаницата. значи Добро. не сме ние многу, се знаеме така, сите кој да. колку разбира, кој колку знае. Треба да се одберат такви луѓе кои нормално дека ќе прават филтрација на целата работа. Не може се и се што да оди. Па тогаш ќе имаме еден друг проблем, како што имавме во текот на последните години. Значи, Да помине се? Па поминува, наместо квалитет да се во тој мал дел, повеќе со неквалитет беше застапено и тоа е веќе па и друг проблем. Така да мора да има одговорни луѓе и стручни луѓе кои ќе оценуваат. Значи одговорни, ама и стручни, така? Па сигурно. Добро. Да. Одговорност е Да, биде стручен. да, да има позадина некаква позади музичка себе, академија, дали да бил има нешто. музиколог, етномузиколог, дали Види, јас мислам дека доколку би имало во секоја телевизија музичка редакција, уредници, они самите ќе си имаат, ќе си створат механизам да се подобруваат и да бидат компетитивни. Како што секој сака, не знам, вестите да му се поударни, погледани, исто е. Значи, доколку тоа го има секаде, они самите ќе се трудат или газите на телевизиите ќе настојуваат правите луѓе да работат во таа редакција. Значи, порано беше комплимент, значи, Маја Трапчановска да ти одобри песна, уште пред да излезеш на телевизија, ти осеќаш дека ти е добра песната затоа што ти ја одобрила песната, да отидеш. Значи, сум идел јас со месеци, сум носел песни, сум вложувал во студио, додека ме пуштат конечно после 8 месеци од прилика, за да ми кажат, окей, иди на телевизија, настапи. Добро, може би во оние подобри времења, да речеме, кога повеќе се пушташе или кога имаше повеќе македонска продукција, не дека сега ја нема, ама нема кај да ја видиме. Мислам само Па не знаеме. дека повеќе се ценело, немало повеќе. Мислите дека да, на така? друго ниво било, кога некој, еве јас кажувам јас како дете мојата перспектива. Ако видам некој дека е во емисија по некоја телевизија, сигурно направил нешто. Да. Сега Тоа тоа е не ставот. постои. Да, Сега не да. постои. Нема таков мегдан. Ама Сакам не може да се прашам- бега од таа апатија. Да, освен Маја, кои се оние кои што нели треба да ги чии критериуми треба да задоволиш? Да речеме, не знам, ако ти рече некој баладата е премногу бавна или брзата е премногу брза, Ја мислам тоа што публиката го влегуваш во- одредува, Види- само редакција може да каже дали е доволно продукциски. Не Добра. може да биде Спремна за се медиум. гладко. Добра. Значи, јас И ден вие кога денес сте и, оделе, и да? памтам на Мери Попова, ние немаме емисија за твојава музика Аха. на почетоците мои. Знаеш, секој си ги памти тие моменти. Или, да не ги набрајам сега. Да, добро. Ми ги фрлале лентите. Што пеш овде за кекс? Не е кекс. Заплазно. Добро. Не може тоа гладко да биде. Секогаш ќе има некој што ќе се навреди или ќе се изнервира, што не му ја примаат песната. Меѓутоа, ако има секаде, пак ќе се повторам, они самите ќе се створат механизам да се подобри, да се пак ќе се појави некој, нели, као сега што има алтернативна телевизија, интернет, Да. нели, која што иде контра од се она што е меинстрим. Значи, јас кога имаше сега дебата за законот за субвенции, ние ги викаме така Да, субвенции, за македонската музичка продукција, јас им кажав, викам,
тука сме собрани стварно многу автори, мора да ви е јасно дека не сме ние целиот свет. Постои еден паралелен универзум со ние тука што сме во Македонија. Да. Значи има една институција МКЦ која што прави фестивал, 5 бенда свират у хала, 5 бенда у лоби, 5 бенда свират надвор. Значи има нонстоп има концерти таму. Сега прават Бернес пропаганда, 3 распродадени концерти. Ја мислам 5 да правја, 5 ќе ги распродадеа. Значи постои еден паралелен универзум, едни артисти кои што се толку креативни, што ние поима немаме дека постојат у Македонија. Да. Нонстоп се низ Европа, по сите овие Open фестови, значи по 50 свирки прават у годината. Да Джон 50 пати свират у годината по разни низ Европа. Да. И молат до министерство за да им дадат едно комбе кој што ќе го користат сите бендови. Знаеш, сега е кај нас комбето, па кај вас. Пошто они се друг тип, знаеш, на музичари. Нив им е важно комбето и да иде да свири. Не е толку, не му треба да продаде 5000 карти. Квантитет има и огромен квалитет има. Тоа сакав да прашам, дали треба Но да нема се сенс. Да, ма се вели немаме ние можност сега да делиме вау било николи, само да е продукциски барем добро, вели спакувано барем, да личи коректно да е. Сето да е спонтано ако има простор медиумски. Дури ни субвенции не се потребни ако има простор медиумски. Спонтано. Ќе си избера тие што се подобри, Ќе го така? продолжев муабетот и ќе скршнев малце политички, ама Немојте. не. Немојте политички, да. Денес како за култура Тоа што го муабет, збориме да. ние пак е политика, што ја немаат медиумите. Може Политика не во треба да биде културата. партиски муабетот, ама политички сега кој ова што го збориме и како политички. Тоа е што има субвенции за музика, тоа е признание дека на дното е дојдено. Дека до толку е со тек на време деградирана таа гранка, ти целата култура, да сега треба да има субвенции, тоа нигде у свет го нема. Тоа е тешка небулоза. Токму така, јас што ти кажав по телефон. Значи, кога веќе ни ги земавте медиумите и кога веќе вие станавте политичарите звезди, треба да платите. Затоа што нашето место го земавте. Лебот ни го земавте. Баш така. Така е, наместо вие, тие на телевизија. И па исто е така, јас не знам друга земја каде што на митинг има повеќе луѓе него на најголемата звезда на концерт. Затоа ги има, популарни се ги знаат по име и презиме. Мојата внука од 3,5 години знае име и презиме, по име и презиме некој политичар. Не знае пеач. Што е поразително. Тоа гледа, ако детето до 3 години сигурно нема да избере, него тоа било презентирано. Само тоа, значи не може да го нема. Но добро, сепак Меѓутоа мора да се отвори простор. Во однос на тоа, вашиот став колку што вразва по телефон е дека субвенциите се добри во овој миг заради тоа што пак ќе донесат некаква продукција, или? Пак велите колегите мои нешто се ничкаат, па не сакаат да понудат, не сакаат да Може отидат. една паралела да ви Да, кажам за тоа, да. мене како ми делува. Добро. Некој ти ја трга храната и после ти вика добро ти е малце инфузија. Ма ти ја тргнал претходно. Тебе не ти треба инфузија. Ако можеш нормално да функционираш. Само простор, медиумски, толку. Значи Да. тргнато е тоа и сега испаѓа дека ние не можеме самите да создадеме нешто на начин на кој што треба, него треба друг да ни помогне. Тоа е вештачки направено. Тоа воопшто не е така. Ја затоа ви реков, ајде да се тркаме ако треба така. Дајте подеднакво време и за македонски изведувачи, ама не во 6 сабајле, него се знае кои се ударните термини. Добро. Не ни треба Од 7 никаква до 10, субвенција. добро. Никаква субвенција нема да има. Јас мислам дека проблемот со незастапеноста на музиката и во медиумите не треба да се лоцира во законот за субвенции. Тоа е нешто што некој ти го дава, не мора да ти го даде. И не гледам негативно, но Добронамерно. добронамерно. Во секој случај Проблемот за е тоа. вамо да се реши. Да, Значи, другиот дел. Знаеш како, секогаш кога ќе направиш добро на некој на крај испаѓаш крив, тоа сите сме го доживеале во животот, нели? Секогаш сме помогнале на некој и после од глава ни се удрило затоа што проблемот лежал на друго место. Тоа мислам треба да се реши, а субвенции ко субвенции па и мораш и не можеш да чекаш лото да ти падне ако не уплатиш за лото, Да, нели? да. Исто и со субвенциите. Но Имате субвенционирани песни, така? можеме да се трудиме нешто да измениме што е она што ете во случајот ги спречува некој да аплицираат за тоа. Например, да не се објавуваат Оние што не добиле. оние кои што не Не се добиле. субвенционирани, така. Сега секој си има свое его, некој Да. и нема логика зошто да објавуваш кој не добил. Објави кој добил и готово, нели? толку.
мислам дека тогаш многу повеќе би се пријавиле. И тоа се не само што ќе се објави на страната, нели, веб страната, туку после тоа го манипулираат и сите весници и така натака, се злоупотребува и стварно луѓето многу цел живот го вложиле у музиката и у својот имидж. Тебе не те бива, ми не ме бива и заради тоа јас сум субвенционирана, ти не, така никако изгледа за да се тоа појава ту таква конотација. Муабетите барем на сведено е луѓето. на лотарија, сведено е на да треба да се надева колку има, не знам, 200 автори и 5 од нив ќе добијат. Тоа е огромна диспропорција. Тоа е вака како да на девек пред вас имате глутница, кучиња и вие им фрлите по едно парче или на рипчиња у вода. Кој фати? На тоа дереđe е сведено. Тоа не е воопшто убаво, не треба така да биде. Кога сме кај субвенциите, само имавте еден предлог, не знам дали ќе се согласат вашите колеги овде, како да се субвенционира, што да се субвенционира, велите кога имаат концерти или настапи. Може да се помогне, ама со да има исти услови. Добро. Речем, Не, во кафулиња или нешто такво, нешто ми споменавте на Тоа го телефон. спомна Андријана. Добро. Јас го кажав малку во поинаква форма. Може би не да се стави кој знае каков данок на странска музика, ние не треба воопшто да се изолираме од се што е околу нас. Ние треба да обратно да се интегрираме. Само да се стимулира тој што би сакал да прави јавен настап на некој македонски изведувач. Тој да се стимулира. И тој ќе избере кого сака да го прави. Тој ќе знае луѓето што ќе сакаат. Знаете, а не вака на овој начин се обидуваат да предвидат која песна ќе биде хит. Па ако има некоја таква способност, ќе го земат најголемите продукциски куќи, ќе му дадат 5 милиона годишно или месечно тоа да може да го прави. Во светски рамки, не во Македонија. Седиме ние се луѓе, ајде се ќе решиме, ја мислам оваа песна ќе биде хит. Си играме Господ. Знам, тоа не може баш така да биде. Со концертите и Петар Грашо и формата, колку што ве разбрав, тоа е тоа. Тие ќе го видат таму и потоа станува познат и потоа го викаат. Кога би имале такви шоа, веројатно и на концерти не би ни требало да наполниме, нели, сала. Така ли? Значи, вие немавте проблем со Каролина полнење на сала. Сега не знам. Па ете тоа е доказ дека можеме. Дека може, Така, добро. Имавме прво 6 концерти за промоција на албум, А потоа Борис Трајковски. по неколку месеци полна сала Борис Трајковски. Да. Значи доказ дека со македонска музика, само со македонска музика може да се направи. Ако се направи тоа, ако се изорганизира, ако се вложи и ако се направи квалитет. Значи тоа е доказ. Така да значи имаме услови за таа работа. Само Ама сега колку провокација, Фонтана би ја пуштила во ударен термин како што би ја пуштала Каролина во ударен термин, па потоа да ви дадат или да ви отвори таа можност освен во Битола, истото тоа да го направите како концерт во Скопје со својата група. па сега нека му ја мислат кој што треба да пушта. Значи ако нешто сум направил што може да наполни ајде пола од тоа, нели, од Борис Трајковски, ако правам истото на едно друго место, мислам секој нормален што разбира треба да му се јасни тие работи. Али Знаеш, тема голема. на времето, мислам, си имаше големи хитови од самостојувањето на Да. Македонија, меѓутоа се уште траеше у првите години мислењето дека треба пишеш на англиски и на српски да звучи песната. Дека на македонски не е тоа нешто- јазик, не да, звучи, добро. знаеш, не, да кршиш јазик. И излезе дека кога настана таа експанзија на македонска музика, дека звучи македонскиот јазик. Апсолутно. И кога испееш една песна као Светлина, као би се викал те сакам и така, едноставно најболje звучи на македонски. Земи преведи ја на кој сакаш јазик, нема да биде звучи толку така. Да. Значи може да звучи, се е до како го перцепираш сето тоа. И кога сме кога македонски и англиски, маса има став дека можеби треба, вели, јас сум сузала туку дела или во Холандија на англиски секако, но вели зошто не, ако е македонски автор, а англиска песна, можеби каква таква можност да се офајдиме никаде надвор па да не побара некој. Да, во IQ моментов- имавте вие неколку англиски, па имавме у ветер вака. да, ево ветар фрлени, да. Значи не ни да баш добро со тоа дека може некој некаде ќе ве види и ние посака. нашето не го прегрнуваме. Значи, македонски ако е авторот, мислам, нема врска тоа, не треба така да се ограничува. Во право е принц добро звучи песна, некоја песна звучи најдобро на македонски, така друга е. звучи добро на бугарски, српски, зависи како е текстот направен. Некојаш пораката може да се пренесе со есперанто, имаше на Евровизија некој белгиски представник на измислен јазик. Значи сепак е првично музика и ние не треба да ги отфрламе сите тие. Различни пристапи. Во моментов има Тоа е закон. македонска музика. Да, во моментов има закон каде што кога македонски изведувач и автор не пее на македонски јазик, тоа не е македонска песна и Тоа не да, спаѓа во тоа. таа квота. Да, Сега да направиме пример во Шведска.
А Вичи да не е шведски. DJ, продуцент. Да не ке речат, они не знам овој, не е од тие нашите, оно тие странците пее на друг јазик. Ману Чао пее во иста песна пее на шпански, на француски, мумла нешто што не го разбира никој, и на англиски. И тоа никој нема проблем со тоа. Пак доаѓаме до оние проценти. До посто, 50-50. Например, ако например. сакаш ти да си во Хрватска, да те вртат нивните медиуми, Да. се надпревар и на македонски да си пееш, ки ти кажат ако си добар што има везе, но ти се надпреваруваш со Роби Вилијамс во тие 15% Така и е. со Да, Мадона. Баш тоа ми го кажа баш на Значи, медиумите. а ако пееш на хрватски, ти имаш А точно ли е 85% тоа? Да. простор каде што можеш да Да, точно ли да е се тоа дека во пласираш. Хрватска треба, а за да влезеш во нивниот дел, нели, во хрватскиот дел, да речеме, во тие 85%, треба да испееш дует евентуално со некој од нивните пејачи. Па така да те запозна. Не, Вели јас- дури Па, Тоша Проески, тоа го Не, со направи со автор е Туницетински поврзано. или не, Со е автор е поврзано. поврзано. Аха. Мислите дека нема врска тоа? Да. Никаде го Јас сум прочитав. правил за Наум Петревски пред неколку години песна, која испеа на хрватски радиски фестивал, ама на хрватски. На хрватски. Добро. Така. И беше 6-7 месеци на официјалниот топ 20, која по звук е чисто македонска, е дури и извор, мислам, звучи Личи на изворно, нели, македонска, да. спакована современо и без проблем беше 6-7 месеци на официјалниот нивни топ 20. Ама во Македонија не ја знаат песната. Во законот пише вокално-инструментална музика и не можевме да се разбереме дека едно е вокална, едно е инструментална и вокално-инструментална музика. Дека значи сите тие специфики на македонскиот мелос не се само во јазикот, туку се во инструментариумот, во ритмиката, во мелодиите. Збориме за нешто што е прифатено како македонски специфики. Ако навлеземе во тие специфики, што од тие специфики се баш македонски, ќе дојдеме до еден многу мал процент кој што е македонски, да бидеме реални. Од инструментариумот кој што е од новоселска па и староградска традиција, ќе видиш дека е се тоа од Ориент, од Европа. Една химна во струмица за кулите, не знам што, ќе видиш од 3/4, валцер да играме на неа, кој што луѓето мислат дека е најстара песна и така натака. Самите мелодии, не знам, проаѓале војски, оставале песни, мелодии, кои што Апсолутно, слушнал, тука граница, употребил. многу е Наши така, печалбари отишле таму, па дошла невеста од соседството, она од донела баба и своје што нешто. учела. Значи, снимаше една песна во едно село, не се пее така песната. Она ја научила од мајка и дошла од друго село. Значи, тоа е толку измешано и ако гледаме што е само македонско, ќе дојдеме до обредни некои реденки као коледе леде, кој што е коледе леде. Значи, и тоа ќе видиш дека се тие Едноставни. најизворните, кои што се поврзани само со одредени работи за Обичаи. не знам, обичаи за не знам, за да роди житото и така натака. Меѓутоа, ете прифаќаме што е македонска специфика. Така, И со текот треба- на годините се обликувало. Се обликувало Да. сето тоа и И знаеме тоа. треба да се прифати као такво и например според законот ако пее Мадона на македонски е македонска музика со ремейк на Накино на Heaven's Door, а ако свири Даутовски не е македонска музика. Значи тоа се едни големи контрадикторности кои што треба да се решат, Да, да. но Хајде ќе да видиме видиме. ставот сега на маса, односно го чуеме ставот и да го видиме за и околу субвенции, што вели тој го споменува и неговиот татко кој што вели некогаш во МТВ. Е тоа го правил што е дена субвенција. Ајде да го чуеме па се враќаме. Татко ми, покој, тој е првиот продуцент на официјален, значи главен продуцент на македонска музика. А тој кажуваше кој што чини, што не чини. До ден денеска преку 2000 продукции преку негова продуцентска палка поминати на македонски песни, од кои што многу мал дел негови, кои што се исто познати да речеме, и све друго што од прилика горе-доле го знаеме како Evergreen е излезено од таму. Значи немало кој друг да пресече. Он пресекува. Доаѓа човек кој што заслужува да добие песна да речеме или продуцентот смета дека таа песна треба тој да ја пее. Песната е добра според продуцентот.
И тој му дава шанса и тој добива нова песна која што се снима, комплетна реализација, значи студио, продуцент, инструменталисти, сите работи што мора да бидат дел од една песна и за да се дојде до финалниот продукт. И тој кај плаќа? Во која банка отишол да плати уплатница некаква? Па не платил. Тоа го финансирала државата. Денешните субвенции се само во друга форма. Само се викаат субвенции. Па и тогаш работеле со идеја да ја промовираат македонската музика. И тогаш имале проблем, нели, до тогаш македонска музика многу ретко се слушало. И така почнало тоа. Тоа почнало пред 60, пред 70 години. И еве сега можеме да се пофалиме, нели, со нешто. Сега ако ние не го продолжиме тоа, значи после 100 години нема да може со што да се пофалиме, уште ќе се фалиме со пред 200 години што сме правеле. Значи тоа мора да има тука еден континуитет и тоа не сметам дека е нешто лошо, иако многумина викаат не се поп култура никаде не се субвенционира, никаде не се подпомага. Зошто се подпомага кај нас? Па затоа што ние се доведуваме во ситуација. Државите имаат механизми. Едно од тие механизми се тие. Ако Америка знае да се заштитува, а ти не знаеш, а ти спрема Америка и како пазар и како се друго, си премал, си микро, тогаш ќе мора да најдеме друг механизам како тоа да го подпомогнеме. Значи не сакаме ваму да направиме услови да не мора таа поп култура да се субвенционира. Од една страна, од друга страна пак не сакаме ни субвенции да дадеме. Значи што да направиме се? Значи да ја снема македонската музика. Тоа ли е поентата? Па ја не верувам дека е тоа поентата. За сите оние кои што се нели македонољубци, љубители на македонското, зашто видете, македонската музика не подразбира само изворна македонска музика. И што ќе правиме ние сега? На тоа ли цело време ќе се ослонуваме? Па треба понатаму да одиме. Значи ние имаме сцена и имаме композитори, автори кои што работат, изведувачи кои што изведуваат на македонски јазик. И тоа имаме во два сегмента, во два дела би го поделил тоа. Тоа е мејнстримот, значи зборуваме од поп, R&B, рок, денс, значи сите оние стилови кои што ги носи денешницата. Ние не сме имуни на тоа и не ни треба да бидеме, ние треба да одиме со времето, а не да пробуваме ние да промениме нешто. Не можеме ништо да смениме ние во светот, само ќе се уназадуваме. Тоа е лошото што не го согледуваме. Значи ние можеме да се штитиме во смисол на тоа да се обидеме, да бидеме реални кон она што го презентираме можеби на слушателите, така да го наречем, но ти не можеш да избегнеш дека сега се слуша и хип-хоп и тоа ќе постои. И вториот дел е изворната музика. И тоа зборувам, значи етномузиката изворна и ново создадена. Значи тие се два сегмента кои што Македонија, изворната музика треба да се гаи и да се презервира, да се стави и да се покажува преку овие што се преку танец, преку сите овие што се културно-уметнички друштва, да речеме. Ново создадената самата по себе се го кажува. Значи треба да биде ново создадена и таа треба исто да и се даде шанса. Затоа што од ново создадената музика, како што знаеме во последниве 20 години има излезено песни кои што велиме исти се како изворните. Значи дајте ни шанса. Дајте ни шанса да работиме за да направиме. Ако не ми даде шанса, никош ништо нема да излезе. И цело време ќе се враќаме на Кале Шањо. Тој го споменува неговиот татко и вели дека ако сега се викаат субвенции, вели во времето на Димитар Масевски како продуцент, тоа било тоа истото, нели? Се одело во студио, во МРТВ и се снимало, се избирале сепак некакви, нели, да речеме, некои песни и така натаму и така натаму, да, критериуми по кои што се одело. Не знам колку ќе промениме со овие 90 на минути муабет на оваа тема заштита и афирмација на македонската музика, ама сакам колку провокација до сите вас едно прашање. Дали би биле можеби најсрекни кога би се виделе за неколку години како вака најубаво велите, не морам ништо друго да работам освен она што ми причинува задоволство, тоа е создавање музика, свирење, правење концерти. Јас се уште не се откажувам. Не се откажувате? Од музиката. Да. Нормално не се живеете откажувам. само од неа? Не. Не, нормално. Тоа зборувам. Тоа зборуваме дека колку би било убаво. Зборам за авторот
музиката е нешто што не смее да се откаже, затоа што јас сега работам на неколку проекти и со мојот бенд и со други, затоа што се надам дека ќе се поправат работите. Јас што и да заработам сега од она другото што го работам, се заработува, се троши. Авторските права се 70 години после смртта на авторот. Значи јас ако успеам нешто да направам да се поправи во законот, со авторските права и така натака, јас им оставам за себе, на своите деца, на своите внуци, ќе видат некој значи сепак е тоа нешто многу повредно од оној денар што ќе го заработиш денес и одма ќе го вратиш на државата. Затоа борбата не смее да престане и творештвото не смее да престане, бидејќи сепак се тоа авторски права нели у име на она што ти вртат и творештво, не е на стара слава. Да. Затоа не сме никој да се откаже, не сме да сме песимисти, туку да тераме. Бојан, Никола, ајде. Бојан, за Искуство крај. време. Да, за крај. Може да кажеме предлози како може да се променат на подобро работите. Па мислам дека кажавме некој. Добро. Прво, мислам дека има сега таков закон да приватен сектор не смее да спонзорира со даночувата. Добро. Тоа да се промени. Да, Мислам дека порано беше поинаку. така, Да, беше поинаку. Тоа ќе има добра стимулација, па нека исперат некој пари околу тоа, не е големо чудо. Што све се случи, барем ќе има нешто плюс во уметност. Добро. И во спортот исто така. Втора работа, ако има некои јавни сервиси за корекција на оваа работа и за заштита, како што се Министерство за култура, телевизии национални, треба малце да имаат свој интегритет и да сакаат да го представат тоа нашево на повисоко ниво, за ние може да биеме рамо до рамо со се останато. И многу важно да сакаат да не стимулираат ние да фатиме приклучок со се останато. Мора да сфатиме ние дека сме овде максимум 2 милиони, не можеме сами да функционираме. Културата е таа што гради мостови, таа не сака да биде изолирана. Луѓе измислиле граници, држави. Ние мислам дека особено со Културата македонска нема музика таква најмногу работа. го да кажуваме тоа, ако сакате Да, не само со македонска. Културата сама по себе сака да се меша. Да. Културата е промискуитетна, бара други култури сака да се меша. Да. Знаете? Супер. И во таа насока треба повеќе да се стимулира, значи да сакаат луѓето од овде да ги видат своите во Србија, во Хрватска, во не знам, било каде во светот. Да. Добро, Никола, за На крај. начин на кој што ние ги гледаме. Да, како што. Како знае кои звезди. Јас Живеете од музика? Живеам и само од музика, значи од творење, од живи настапи, концерти. И мислам дека цел живот така ќе функционирам, да, затоа што тоа е тоа што нели покрај мојата фамилија и најблиски ми значи најмногу на свет. Верувам во квалитетот. Секогаш сум се трудел да дадам 100 и повеќе проценти од мене за да биде тоа најпрофесионално и најквалитетно. Така и ќе продолжам и верувам дека тогаш тоа што е квалитетно ќе излези, ќе се чуе и ќе има некој фидбек од целата таа работа. Колку и некој и да сака да го потиснува или не го потиснува или имало немало услови, јас секогаш се однесувам дека има услови и дека тоа што е оптимизам нема квалитетно, не сме да изостане така. оптимистички и во секој еден дел каде што би можел да променам за доброто на сите, на целата естрада. Затоа што тогаш ќе биде кога е добро за секој, тогаш добро. Не е добро само за еден, а и не може така да биде. Така да ќе продолжам да се борам. Јас мислам дека и најбоље да стане се. Многу сме ние очи гладни, ненаситни. Секогаш мангупите ќе профитираат од секоја ситуација, а дури и кога беше експанзија на македонската музика, мангупите увидоа како треба да се реагира, подпишаа со добри имиња и така натака, па после имаше, знаеш, уцени, еве ти го ова CD, не смееш да го пуштиш тоа, бидејќи го губиш и тој спонзор нема реклами да пушта на твое радио. И така натаму. Секојаш ќе има такви мангупи. Тоа е. Ама борбата продолжува, така? Да, ви благодарам и вам, и благодарам и на нашите гледачи што и вечерва беа заедно со отвореното студио на телевизија Нова, отворено за културата и следната сабота. Довидување до тогаш.